Кочани и Штип оценети како изборно најкритични точки во регионот. Мапата на места каде полицијата проценила дека се можни изборни нерегуларности се стеснува околу најсиромашните и најранливи населби од двете општини. Критични точки се генерално ме информира во Штип и во Кочани, каде што живеат социјално ралниви категории, претежно тоа се населбите каде што е сконцентрирана ромската популација. За сега нема пријава, меѓутоа засилени се оперативните активности на терен и се работи со сите сили. Поради ова, полицијата ќе биде посебно внимателна, порача министерот Наке Чулев при денешната посета на секторот за внатрешни работи во Штип. Ќе бидат преземени како оперативни активности, така и сите други видови на превентивни и репресивни активности за сузбивање на сите облици на подкуп, на одземање на лични карти, давање на лажни информации, пари, семејно гласање, уцени, закани и сите други облици на изборни нерегуларности. До сега, до 7-миот ден од кампањата, не се евидентирани или пријавени никакви изборни нерегуларности. Чулев се пофели со намалување на бројот на запалени возила во Штип, од ланските 27 на само 5 до 6 годинава. Според министерот има оперативни активности и напредок во тој дел. Сега има значително намалување на бројот на пожарени возила кои што се бројат во неколку случаи само. Меѓутоа има и тука оперативни активности и напредок во тој дел. Во дел од случаите се привршуваат истрагите, како што ни информира колегите од секторот за внатрешни работи во Штип. Се работи за препукување, односно за изразување на нетрпеливост помеѓу две криминални групи.